Значи имам голема чест, задоволство да го најавам овој огромен проект за жителите на нашиот град Скопје, изведбата на клучката кај Момин поток, која е една од двете главни рути која што ги поврзува северниот и јужниот дел на нашиот град. Се работи, како што можевте да видите, за огромен проект во вкупна вредност од околу 18 милиони евра, за кој што постапката ја започнавме вчера. Градежните работи ќе ги започнеме во текот на јуни, а изведбата треба да трае 2 до 2,5 години. По својата комплексност се работи за убедливо најсложениот сообраќаен проект кој што градот Скопје го има изработено од 1965 година навак. Малку поедноставен е проектот кај клучката кај хотел Континентал. Со цел да се намали сообраќајниот метеж на овој потек, се предвидува изградба на 2 кружни тека, од кои што првиот треба да ја замени оваа раскрсница позади нас на булеварот 8 септември и улица Скупи, и вториот кој што треба да ја замени раскрсницата на булеварот Никола Карев на патот кон Избегово, обиколницата и Косовската граница. На вториот кружен тек улицата продолжува кон раскрсницата со булевар Словенија и до таму ќе го работиме овој потек во оваа фаза, каде што се поврзува со булеварот Словенија и булеварот Босна и Херцеговина. Оваа сообраќајница е една од клучните градски сообраќајници, бидејќи дневно на овој потек поминуваат 25.000 возила и метежот, како што можеме и денеска да видиме, овде е голем. Вкупната должина на сообраќајницата помеѓу двата кружни тека до и пред раскрсницата со булеварот Словенија изнесува 1600 метри. На целокупната нова сообраќајница ќе биде поставено најсовремено лед булеварско осветлување, пешачки и велосипедски патеки од двете страни на коловозот. Проектот предвидува 2 пати по 2 моста на реката Серава, значи 4 моста вкупно, која што тече или ја пресекува оваа сообраќајница на 2 места. Сакам да нагласам дека во делот на сообраќајната инфраструктура во северниот дел на градот веќе ги завршивме булеварот Христијан Тодоровски Карпош, булеварите Никола Карев до крај на мај ќе биде готов од касарна до овој потек овде, и булеварот Босна и Херцеговина, кој што го поврзуваме со булеварот Словенија. Ова е во целост во согласност со визијата која што јас ја имам за нашиот град. Рамноправно развиен град со инфраструктура поволна за сите граѓани без оглед од кој дел на градот припаѓаат. Градот доцнеше неколку децении со ваквите визии, со ваквите проекти, се обидуваме во само еден мандат фундаменталните работи на градот да ги започнеме до точка од која што нема враќање. Безбедниот сообраќај, урбаната мобилност остануваат во редот на приоритетите мој и на оваа градска администрација, а тоа граѓаните имаат можност да го видат во изминативе 3,5 години и најдобро знаат да ги препознават оваквиот тип на активности на градот.